на плантажата на Валевски органик во Валандово. Тука имаме насад од 6 хектари со бадем. Сортите се Ференјес и Тексас. Може да ги видиме, дрвата се во 12-та година моментално. Тука се применува начинот на режење кој што го стекнавме со шпанскиот консултант Хуан Алеми. Ги применивме неговите насоки со тоа што отсековме неколку гранки од дрвото, со тоа што му дадовме сила за он да продолжи да расте и да се реновира. Главната работа кај бадемите е тоа што мора да се реновираат дрвата на секои 4 години, односно истата гранка не може повеќе од 8-9 години да расте, а после тоа мора да се реновира за да го добиеме полниот потенцијал на дрвото бадем. Тука може да видиме на овие дрва е применета таа техника, кај што се отсечени сега за сега 2 гранки, минатата година и оваа година, и дрвата имаат одличен принос по дрво и по хектар. Кај нас земјоделците имаат знаење да стигнат да го одгледат дрвото до некои 4 рамени гранки, 5 рамени гранки, зависи од методот како што е направен, и потоа не знаат што треба да прават со дрвото. И дрвото доаѓа до некоја 9-10 година на род и оно прекинува да дава. Зошто прекинува да дава? Бидејќи гранките веќе се стари, имаат премногу болести во горните делови и веќе се сушат, почнуваат да се сушат горните делови кои што треба да бидат на род. Шпанецот ни даде една основна техника која што он ја применува. Веќе 120 години неговата фамилија одгледува бадеми во Шпанија и Хуан ни даде совет кај што треба да ја отсечеме една рамена гранка. Со тој начин, кога ќе ја отсечеме рамената гранка, даваме простор да израснат нови гранки кои што се млади гранки, и во втората година тие млади гранки почнуваат да даваат род. Ако тоа го правиме континуирано, секоја година по една гранка отсекуваме, ние му даваме на дрвото баланс помеѓу дрвната маса која што има дрвото и родот кој што ќе ја даде, кои што се директно зависни едно од друго. Ние направивме практичен пример и 2 години ги одгледувавме дрвата по тој начин кој што ни го објаснуваше консултантот. Сега на финалниот настан кога дојдоа и кога видоа дека се ова функционира и дека има род и дека ние може таа практика да затвориме, да видиме дека тој проект е затворен, да они сите беа убедени и почнаа веќе да го практикуваат тоа. И најбитно ни е на нас да успеат сите, не само ние како задруга или како наша компанија и наша плантажа, туку сите кои што одгледуваат бадем во Македонија да успеат. Со проектот покрај консултантскиот дел кој што го имавме со консултантот од Шпанија, имавме и дел каде што купивме нова машина и развој на нови рецептури, па така купивме машина за преработки на бадемите, за правење на путер, кој што беше со голем капацитет од тој што го имавме, и исто ангажиравме технолог кој што ни помогна да ги развиеме овие рецептури кои што сега ги имаме. Ние соработуваме неколку години, веќе имаме EU сертификат за извоз во Европската унија, EU Bio сертификат. Извезуваме во Австрија, Германија и во Швајцарија, ги исполнуваме тие клиенти, но ни требат количини.